Полицајци во цивил за време на наставата ќе го обезбедуваат основното училиште Стив Наумов во Битола, откако седмо оделенец преку социјалните мрежи упати закани по живот до своите соученици и нивните родители. Ова е еден од заклучоците на вонредната седница што синоќа ја одржа училишниот одбор на училиштето. Училиштето веќе ги презеде сите потребни чекори и навремено ги извести сите надлежни органи кои понатаму треба да го следат и решаваат случајот. Од страна на училиштето до СВР Битола е побаран мониторинг и заштита, а одобрена е поддршка од полицијата со постојан мониторинг од страна на цивилни полициски службеници додека трае наставниот процес. Случајот е пријавен и во основното јавно обвинителство, од каде информираат дека се вршат проверки во координација со Центарот за социјални работи во Битола, бидејќи станува збор за дете кое е под возраста за кривична одговорност. Директорот на училиштето Никола Пискачев вели дека меѓу учениците извесен период постоела нетрпеливост, но до вчера немало инциденти во училиштето. Ние како училиште ги презедовме апсолутно сите мерки кои ни стојат на располагање. Случајот со материјалите е пријавен до МВР и до ЦСР, каде што се однесени оние материјали кои ние веќе ги имавме и со тоа мислам дека надлежните веќе го решаваат случајот. Тој додава дека сите заканувачки пораки до учениците и родителите се пријавени кај надлежните институции и уверува дека се преземени сите мерки за заштита и безбедност во училиштето. Во текот на учебната година ученикот беше префрлен од едно во друго оделение поради барање на родителите за повеќе другарчиња во другиот клас и тоа и се случи, меѓутоа по некое време од префрлувањето во другиот клас настануваат некои нетрпеливост, детето е дружено, не е дружено, меѓутоа во текот на работниот ден и во текот на наставата која имавме претходно и сега не беа забележани никакви испади. Од институциите денеска без официјални детали од Центарот за социјални работи потврдија дека постапуваат по случајот, но посочија дека засега нема јавно да зборуваат. Министерството за труд и социјална политика не одговори на прашањата на Телма.